Нашиот најдобар мотоциклист, единствен со 3 интернационални титули, верувам дека љубителите на мотоциклизмот и тоа како добро знаат за кого станува збор, единствен е, уникатен е, наше македонец е. Христијан Бузалковски, во следниве неколку минути ќе имате можност да го слушнете неговиот глас и да ни го представи секако неговиот нов мотор, неговата нова машина со која што ќе настапи на престојното европско првенство. Христијан, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро. Вака, пред неколку денови официјално нели ти го промовираше твојот нов мотор, каде што ќе настапиш нели на европското првенство кое што почнува за само неколку денови. Па кои се еве сите оние работи кои што треба да ги знаат гледачите токму за твојата машина и ти како нели представник на Македонија, односно како човек кој што се надпреварува на европското првенство токму за мотори. Така, значи, овој викенд веќе стартува официјално БМ Европскиот шампионат во базински мотоциклизам на кружни патеки. Како што кажавте, имавме презентација на новиот мотор со кој што јас ќе се надпреварувам оваа сезона. Тоа е мотор од 1000 кубни сантиметри, кој што за мене и за мојот тим е нешто сосема ново, нешто сосема поинакво од тоа кое што го возевме ние до сега, бидејќи нели како што знаете и вие и јавноста дека до претходната сезона се надпреварувавме со мотор од 600 кубни сантиметри, сега веќе одиме на класа погоре. И моментално све ни е ново. Временските услови додека траа предсезонските тестирања не беа баш погодни за да направиме што е можно повеќе тестови, со тоа што имаме многу малце кругови со новиот мотор и уште имаме време за адаптации, за наоѓање идеален сетап, за подесување на електрониката на суспензијата, но со тоа што го направивме со тие малку тренинзи, успеавме да се снајдеме на солиден начин, да оствариме времења солидни како што ние ги посакувавме и не беа замислени во текот на предсезонските тестирања. Така да овој викенд не очекува многу работа, многу конкуренти, многу надпреварувачи од сите земји, ќе биде многу навистина тешко и ќе биде вистински предизвик за мене и за мојот тим, секако за Македонија да се представиме во најдобро светло и да оствариме што е можно подобар резултат. Христијан, токму од мај па до октомври е твојата сезона или сезоната нели кога се возат моторите, па каде се ќе настапиш ти во овие неколку месеци, односно во екот на сезоната? Оваа сезона, како што кажавме, нели започнува во мај, ќе трае све до октомври. Во план е да се извозат околу 22 или 24 трки, све зависи од тоа како ќе тече календарот. Планирано е да се возат по 2 трки во еден викенд, што значи 12 тркачки викенди, или во превод 24 трки, ќе се возат на ниво на цела Европа. Почнуваме од Грција, потоа продолжуваме Словачка, Унгарија, Чешка, Хрватска и така натаму како тече календарот. И како што кажав, се надеваме на добар резултат, иако цел овој мотор, цела оваа нова класа ни е за нас нова и непозната, ни треба време да се адаптираме. Сепак првите неколку трки ќе ги оставиме за адаптација, нема да даваме никаков како да кажам точен резултат или некакво наше предвидување, оставаме све да тече како што треба и да се надеваме дека ќе успееме да се снајдеме на најдобар начин и да оствариме што е можно подобар резултат. Се надеваме и ние, нели, дека така ќе биде, дека ќе ти се исполнат нели твоите соништа, она што го посакуваш од предстојниот европски шампионат. 3 интернационални титули имаш досега, што за тебе представува ова? Па искрено ова за мене представува голем успех, затоа што сум човек кој што доаѓа од земја каде што нема тркачка патека, остварува ваков, пак ќе кажам со некоја доза на скромност, солиден резултат. Така да дојдеш од земја, од Македонија, каде што немаш тркачка патека и да диригираш некој темпо, да диригираш некоја класа во другите земји, каде што навистина мотоспортот е на едно високо ниво, е за мене повеќе од задоволство. Навистина сум среќен што секој оној кој ќе ми каже браво, горди сме на тебе, ми ја полни душата.
наискрено. Да, верувам дека сите од срце нели ти го кажуваат тоа, навистина сите сме горди на тебе затоа што во такви услови кои што буквално ги немаме во нашава земја, сепак успеваш да стигнеш до еден европски шампионат. Немаме мотопатеки низ Македонија, но што според тебе ве недостасува за поголема промоција токму на мотоциклизмот во нашава земја? Па пред се прво и основно и најважно нешто што ни недостасува е тркачката патека, бидејќи ние немаме каде да тренираме, немаме каде да ги правиме тие базични сетапи на моторите, на суспензијата, на преносот, на електрониката и на сите тие работи, немаме каде да тренираме во текот на зимата. Нели во текот на зимата знае да имаме топли денови кои што може да се искористат за тренинг, а сега ние мора сите тоа да се спакуваме, да ги спакуваме сите тие работи, моторот, боксовите, све да ставиме во транспортното возило и да отидеме некои 200, 300, 400 километри надвор од земјата да направиме тренинг и потоа да се вратиме. И се до тоа го правиме пример за еден ден. Одиме еден ден тестираме и пак се враќаме. И тоа не се дополнителни трошоци и одзема многу енергија затоа што те изморува и патот и логистиката и сите тие работи. Меѓутоа што да правиме, се одлучивме за овој спорт. Не се откажуваме и сите овие, како да кажам, препреки кои што ни задаваат некои потешкоти во патот, само не прават похрабри, посилни, потоа кога ќе дојде оној добар резултат и победа или подиум, сме пострекни за тоа што знаеме од каде сме тргнале, а каде сме стигнале. Да, како се подготвуваш еве ти пред секоја трка? Што правиш, што сочинуваат твоите подготовки? Па ние како спортисти кои што се занимаваме со мотоспортот, сме во постојан тренинг, кондицијски, теретана, трчање, велосипед и сите тие работи. Во текот на зимата возиме, кажувам стрикно за мене, минимално и мотокрос, тоа се оние мотори кои што се возат на земја, а во Македонија такви патеки за слика имаме и успеваме да се одржуваме во некоја кондиција. И потоа кога ќе дојдат тие потопли денови, успеваме да направиме барем еден тренинг во месецот на тркачка патека со моторот кој што ќе се натпреваруваме. Секако тоа е малце, но нели. И тоа малку што го имаме сме задоволни со тоа. Како успеваш да ја одржиш концентрацијата за време на трката? На што размислуваш еве додека возиш? Па како и секој мотоциклист, размислуваш ако имаш конкурент пред тебе, како да го поминеш, ги гледаш, го студираш неговото возење, гледаш каде е постап, каде си ти поја, каде он е поја кој некој сектор од патеката и гледаш како да го поминеш, а откако ќе го поминеш и ќе ја преминеш или таа препрека што е пред тебе, доколку си прв размислуваш само на следниот свиок, како да влезеш да го наместиш моторот, да бидеш побезбеден, да бидеш што е можно побрз и да ја завршиш трката, нели секако без падови или не да боже повреди. Кристијан, имаш 26 години, а веќе си најдобриот мотоциклист нели во нашава земја. Кога ти се роди љубовта кон моторите и кога за прв пат се качи на мотор? Прв пат се качувам на мотор на 6 годишна возраст, а љубовта кон моторите имам од нарана возраст, од веќе кога детето почнува нели да оди, да почнува да мисли на нешто, нели од тие најрани 3-4 години можам да ги наречам, бидејќи јас потекнувам од семејство кое што цел живот се занимава со мотоциклизам и така да целиот мој живот е опкружен со мотори. И неизбежно беше и јас да продолжам со моторите и ете успеавме на некој начин и таа култура да ја пренесеме и на патеките и да оствариме резултати, и да бидеме добри, да бидеме конкурентни и да покажеме што знаеме и што можеме. Си помислили некогаш во текот на изминативе години што ми требаше ова и зошто не си најдов друга професија? Па искрено не. Уште од најрана возраст, кога почнав да се дружам со моторите, нели да возиш, бидејќи ти како дете, како родител не се осмелува да го пушти детето да вози на патека, мада јас мислам дека тоа е нешто што не треба така да биде, затоа што нели кај нас мотоспортот не е многу застапен и сега кога кажеш сакам да одам на патека, сите тоа е многу опасно, тоа не е безбедно, тоа е вака, а е 100 пати побезбедно него да возиш на улица или да дивееш по скопските улици. Така да мислам дека никогаш не сум си го поставил тоа прашање што ми требаше ова, напротив секогаш сме жени за што е можно повеќе и повеќе и повеќе и повеќе. Секогаш кажам зашто не почнав порано. Бидејќи ако почнав порано, можеби сега ќе стигнав на некој, ќе земевме учествие на некој светски шампионат, ама така требало да биде и тоа е тоа, не можеме ништо да смениме, можеме само да додадеме и да унапредиме
да го напредиме тоа што моментално нели го имаме. Има време и за тоа, нели? Се надам дека ќе ти се оствари нели и таа желба, што е многу интересно за тебе, иако нели возиш мотор по буквално сите европски патеки, се надпреваруваш, не возиш мотор низ скопските улици, навистина тоа е за поздрав, како што споменати дека нели помалку безбедно отколку кога си на тркачка патека. Која е твојата најголема поддршка низ сите овие години? Па низ сите овие години можам да кажам дека најголема поддршка е мојот брат, бидејќи он е се тоа што е позади мене, карпата што е буткава, всушност он. Он е тој што ме качи на мотор, он е тој што се трудеше да настапиме на тркачка патека и како поминува годините се приклучи нели семејството, што во принцип секогаш кажам дека од една страна ги разбирам, затоа што кај нас овој спорт не е многу застапен и не секогаш се гледа тие страни која е побезбедната работа во мотоциклизмот, дали да водиш на патека, дали да водиш на стаза и сега како одминуваат годините, тука застануваат позади нас и спонзорите, и Агенцијата за млади спорт, и Федерацијата, така да ова е едно големо благодарам за сите овие луѓе кои што ги спомнав и ги набрав. И за крај би те прашала кој е твојот сон или која е твојата цел и секако кој ти е идолот, односно како кого сакаш да бидеш? Па, мојата цел е да настапам на светски шампионат. Ако настапам, ќе кажам да, тоа што го зацртавме, од деца го остваривме, ние се настапивме, земавме учество на светски шампионат. Доколку не да Боже нели не настапам, ќе кажам супер и го што го направивме, имаме неколку титули интернационални, што е навистина за поздрав. И тоа е тоа, идол во животен идол ми е Валентино Роси, мислам дека на 90% од мотоциклистите е Валентино Роси, а како кој би сакал да бидам, па искрено сакам да сум тоа што сум јас. Бидејќи ако сакам да бидам како пример некој друг, тоа е некој друг, не сум јас. Фората е да останеме свој на своето. Христијан, ти посакувам да имаш успешен резултат на престојниот европски шампионат и секако да ти се оствари сонот, да ти се отвори целта, а тоа е нели секако да бидеш дел и од светскиот шампионат. Така е, ви благодарам.